Благодарам, председател, почитувани колеги. Значи, прво околу разрешувањето во самата комисија има еден член кој што ја определува надлежноста на комисијата. Дозволете да ви го прочитам тој член. Комисијата за избори и именување. Тоа е следниот член. Член 7 од одлуката за формирање на комисијата. Комисија за прашање на избори и именување. Комисијата има председател, 12 члена и нивни заменици. Меѓу другите надлежности, комисијата има надлежност за предлагање на состав на постојани и провремени работни тела на собранието и нивни членови. Самата комисија е постојано работно тело и има членови. И да треба да се смени некој член, да сака своеволно да се смени или да биде избран на некоја друга позиција, градоначалник или не дај Боже да му се случи нешто здравствено, тогаш комисијата треба да го даде предлогот и да каже колегата или колешката тој член на комисија од денес не е член, член е некој друг или се заменува членувањето од една во друга комисија. Затоа сметам дека разрешувањето на пратеник од работно тело без одлука на комисијата за избори и именување не е деловнички и не е демократски чин. Повикувањето на член 114 дека се работи за избран и именуван функционер е голема глупост која што тој што ве посоветувал правнички ви ја предложил и сте му ја прифатиле. Избраните именувани функционери даваат заклетви. Избран и именуван функционер може да биде председател на обвинителство, главен обвинител, може да биде директор на регулаторна комисија, може да биде избран во Советот за МРТВ или некој друг функционер кој што го бира собранието, но тие луѓе даваат заклетва и излегуваат од собранието, одат на позициите за кои што се именувани. Овде собранието, ние не сме го виделе колегата Фадил Зендели да дава заклетва дека е член на комисијата за избор и именување и дека тоа него го направило по-привилегирано од сите нас, дека сега сите ние членови на други комисии, одбори, не сме избрани именувани функционери, само Фадил Зендели во цела држава, во цело собрание бил избран или именуван функционер. Тоа е нонсенс и мислам дека е газење и на Уставот и на интегритетот на пратеникот. Затоа што оваа комисија, ќе ве подсетам, само пред неколку недели заседаваше, со неа председаваше колегата Јован Митревски и на самото председавање комисијата усвои и предложи, согласно нејзините надлежности, да се измени составот на одредени делегации. За Советот на Европа, делегации за соработка во Југоисточна Европа и слично, каде што одредени членови на комисијата или биле избрани за градоначалници, или се откажали, или имало некакви други причини, но комисијата регуларно утврди предлог и собранието тој предлог го потврди. Тоа е правилниот начин, инаку не би имало потреба комисијата да се состанува. Еве, комисијата имаше состанок регуларен пред 3 недели. Зошто бил потребен таков состанок? За да се утврди кој ќе биде председател на делегацијата за соработка со Советот на Европа, ако пленумот е местото каде што тоа може да се одлучи. Можело на пленум, како што сега се работи неделовнички, да оди председателот на собрание, да се подпише со 5-6 сопартијци заедно или коалициони партнери и да каже дека се менува председателот на делегацијата за соработка со Советот на Европа, но тоа не се направило така, затоа што знае дека таквиот представник утре и во самиот Совет на Европа ќе биде нелегитимен. И да ве подсетам, ова собраниско мнозинство пред 3 години од прилика донесе одлука без да има предлог од комисијата за избори и именувања за разрешување на членови на второстепена регулаторна комисија. Мислам дека беше комисијата за одлучување по работни односи во втор степен. Членовите на таа комисија, токму заради ваквиот прекршок, кој што се повторува денес, без да постои предлог на комисијата за избор и именувања, поднесоа тужба до Управниот суд, ја добија тужбата, поднесоа тужба до Виш управен суд,
беше потврдена тоа нивно барање дека се незаконски разрешени и сега собранието ќе треба во идниот период веројатно и да плати одредено обештетување за таквото незаконито постапување. И затоа сметам дека и Талат Џафери знаел што зборува кога кажал на 17 февруари дека не гледа начин како полуделовнички некој може да спроведе нешто, а тој да го потпише, ако не поминало изворно како предлог од соодветната комисија за избор и именување. Ова го кажа на телевизија 24 во гостување кај домаќините кои што има интервју со председателот на собранието. Но што се сменило во меѓувреме? Во меѓувреме веројатно веќе е постигнат договор за одредени позиции во Уставен суд или било каде и од подобен и нормален и избран со легитимитет пратеник, одеднаш Фадил Зендели станува неподобен пратеник. Од пратеник кој што бил изгласан и за подпредседател на собрание, бил достоинствен колега со секого од нас, одеднаш станува трн во окото на власта. И она што мислам дека особено му е најдено како забелешка е што самиот тој даде придонес да не победи кандидатот на ДУИ за градоначалник во Гостивар. И мислам дека тоа му е најголемата замерка на Фадил Зендели. Тоа што лично и со своите приврзаници за време на изборната кампања меѓу првиот и вториот круг во Гостивар работел да биде избран сегашниот градоначалник Таравари, а да не биде избран кандидатот за градоначалник од ДУИ, мислам дека му е најголемиот греф во наводници кој што Фадил Зендели го направил за да стане неподобен и на ваков неделовнички начин да биде разрешуван од позицијата член на постојано работно тело. А инаку можело да се направи состанок и тоа работно тело да го даде таквиот предлог. Или во најмала рака да се отвори јавна расправа и на таа јавна расправа да се поканат сите оние кои што се заинтересирани да бидат кандидати за членови во Уставниот суд и Фадил Зендели заедно со другите пратеници да си го даде своето мислење за тој што смета дека е подобар кандидат за член во Уставниот суд. Но бидејќи власта сака апсолутистички да владее, првата пречка или првата жртва, да речам, на ваквата нивна тенденција е токму пратеникот Фадил Зендели, затоа што размислува поинаку, затоа што е критички расположен кон власта и затоа што придонел за време на локалните избори власта да доживее пораз на локално ниво, таму каде што најмногу очекувале дека ќе направат одреден пресврт. Затоа сметам дека ваквото разрешување ќе отвори еден преседан кој што во иднина, за жал, ќе може да се повторува. И во иднина, кога ќе се повторува, нема да има аргументи за тоа да не се случува. И затоа сметам дека преседаните не се само лоши за моментот во кој што се случуваат, туку се уште по ризични за последиците кои што понатаму ги носат. И она што сепак сметам дека може се уште да се изработи е парламентарното мнозинство сепак да се држи до деловникот и на крајот од расправата по однос на оваа точка да го почитува деловникот и изјавите кои што веќе ги имал спикерот Џафери на оваа тема, дека ваквото предлог решение не е изворно поминато на соодветната комисија. И со самото тоа, денес ние гледаме дека еден Талат Џафери бил на страна на деловникот на 17 февруари, а другиот Талат Џафери под притисок на владините коалициони договори кои што треба да ги спроведе, сега не убедува дека ова е деловнички. Талат Џафери не верувам дека е биполарна личност, но очигледно дека самата акција, самиот потек за неделовничко разрешување на член на комисија е недостоинствено
и е спротивно на деловникот и мислам дека тоа ќе доведе до силна поларизација. Благодарам. Контрреплика.